100 дена владата потроши на изговори, скандали и разочарувања, истакна председателот на Социјалдемократскиот сојуз Венко Филипче, посочувајќи го стегнирањето на платите на работниците, но и стегнирањето на граѓанскиот стандард. За прв пат по 7 години платите почна да паѓаат и просечната плата падна за цели 1000 денари. Нема покачување на минималната плата на 450 евро, која денес ке беше реалност со СДСМ. Велат, ако и одело добро на економијата, тогаш може би ќе се качеле платите. И додека платите паѓаат и стандардот се намалува, владата не обезбеди ниту заштита на граѓаните од високите цени и алчноста на трговците. Мерките се задоцнети и без никаков ефект. За ВМРО-ДПМН интересот на трговците е поважен од интересот на граѓаните. Ништо за овој период и од најавените реформи во судството. Ветува распуштање на советите на обвинители и судии, иако добро знаеа дека тоа не можат, но и не смеат да го направат. ВМРО-ДПМН нема понудено реална идеја и концепт како планира да ги подобри состојбите во судството, иако ветуваше многу. Наместо силна дипломатија, која ќе го утврди патот на Македонија во Европската Унија, за сега само разочарување, оцени Филипче. ВМРО-ДПМН за 100 дена ја закопа европската иднина на државата и не остави на дното на Балканот. Ниту понуди јасен пат како напред, ниту понуди алтернатива. Мицко се одлучи еднострано да ги прекине преговорите со Унијата, како државата да е негова својина. Со Мицкоски и ДПМН може само да очекуваме уште повеќе иселување, економска стагнација и целосен застој во севкупниот развој на државата, истакна лидерот на опозицијата на денешната средба со новинарите.